Не така одамна, кавадаречкиот спорт беше еден од најмоćните во државата. Фудбал, кошарка, ракомет, мали спортови, навивачи, успесите мора да продолжат. Затоа се навраќаме на старите снимки, за да се подсетиме на победите, титулите, трофеите, прославите. На 23. јануари 2013 година, значи пред 7 години, починал Илија Каровски. Кој бил Чичко Илија? Пред се новинар на дневниот лист Нова Македонија, наставник по музика во гимназијата Јосип Броз Тито, фудбалер, фудбалски судија, председател на Општинскиот фудбалски сојуз, актер, режисер, директор на Домот на културата, еден од иницијаторите за основањето на кошаркарскиот клуб Тиквеш, а има напишано и неколку трудови, меѓу кои во 1995 година ја објавува монографијата 50 години театарска дејност во Кавадарци. Да следната година ја објави монографијата за фудбалскиот клуб Тиквеш од 1930 до 1995 година. Но Чичко Илија во оваа книга кажува и за тоа кога за прв пат овде во Кавадарци тропнала фудбалската топка и кои луѓе ја донеле овде во Кавадарци фудбалската топка. Се наоѓаме на стариот пат Кавадарци Прилеп, во непосредна близина над спортската сала Јасмин и над старите објекти на Тиквеш Транс, каде што денеска се сместени просториите на градба Промет. Целта ни е да кажеме кога во Кавадарци за прв пат тропнала фудбалска топка, нејзиното височество фудбалската топка. Тоа е 1915 година, за време на Првата светска војна, кога на овие простори имало голем број на војска, меѓу кои и француската. Тоа е познатиот Македонски фронт, односно Солунски фронт, а некаде овдека била сместена логорот на француската војска. Тие во слободното време играле фудбал, но кога топката префрлала од мрежата, еве гледаме и дека после 105 години овде ќе има повторно мрежа, нашите деца, младинци, сограѓани за прв пат гледале како некои играат топка. Кога ја префрлувала оградата, нашите младинци ја враќале повторно кај француските војници. Од тогаш натаки се родила голема љубов кај нашите младенци и они да играат фудбал. Па така почнале да импровизираат, да полнат чорапи, да полнат вречи со слама, со крпи и таа љубов и таа импровизација за шутирање и удирање на фудбалската топка траела околу 5-6 години. Се наоѓаме во кругот на основното училиште Страшо Пинџур. Пред малку рековме дека првата топка тропнала 1915 година во логорот на француската војска, но да кажеме кога за прв пат почнало да се игра фудбал во Кавадарци. Тоа било во далечната 1921 година. Тука се наоѓала нижата гимназија, па тогашниот директор на гимназијата Ѓорѓе Константинов од Дорјер, директор на гимназијата, отишол во Белград, купил книга за правилата на игра на фудбалската игра, а исто така купил и една фудбалска топка. Па следниот ден во Кавадарци на своите гимназијалци му кажал какви се правилата, импровизирале со голови, ставиле 2 камиња и почнале да игра фудбал. Но веднаш младинците од Кавадарци, гимназијалците се спречкале, се скарале, дошло до чотек. На тоа се пожалиле и комшиите од соседството, па така директорот на гимназијата бил приморан да му ја земе топката и ја заклучил во својата канцеларија. Значи 1921 година првата топка не доживеала профункционирање. Значи, во тоа време, овде во Кавадарци, таа 1921 година, имало многу голем број на младина влюбеници во фудбалската игра. Така, членовите на друштвото Барут собрале пари и на својот сограѓанин другар,
Анđел Анđушев Джелката, кога одел во Ниш по роба за својот дучен, му дале пари да купи една фудбалска топка. Има една анекдота, кога Джелката дошол во Ниш, бидејќи него владеел добро српскиот јазик, на прашањето шта желите, тој го фанал продавачот за рака, го изнел пред дученот и му ја покажал фудбалската топка што сака да ја купи. И така, Джелката ја зел таа топка, ја донел во Кавадарци и всушност тоа е историски момент овде во Кавадарци кој има големо значење за понатамошниот развој на фудбалот и од тогаш натаки сите други фудбалски друштва тргнале по тој пат на друштвото Барут да набавуваат фудбалски топки. Инаку да споменеме дека Джелката е братучет на познатите фудбалери на Тиквеш, на Перо Анđушев и на Ристо Анđушев од нашиот град. Поздрав до фамилијата Анđушеви.